после НАТО и Европска Унија. Значи, денеска имавме разговори со амбасадор Бугар, наш добар пријател, човек кој што ги следи состојбите во бизнисот, со кој што може да се разговара. Ценевме дека е дојден момент да поразговараме околу неколку клучни прашања, посебно за прашањата на регионалната соработка, затоа што интенциите на Европската Унија во последниот период, особено преку Берлинскиот процес и Коморскиот инвестиционен форум, се насочени на таа работа, на создавање на единствен регионален економски, една регионална економска област, која што ќе представува основа за нашето интегрирање во Европската Унија. Констатиравме дека тие процеси се во напредна фаза, дека овозможуваат да продолжат и да бидат во интерес на компаниите. Се работи за простор на 6 држави со околу 22 милиони и 350 илјади фирми. Отворени се канцелариите во Трст и во Подгорица, отворени се програмите за помош на фирмите и за нивното интегрирање со европските фирми, заеднички настап на трети пазар и зголемување на размената меѓу ними. И мислам дека тука Европската Унија има исклучително позитивна улога, јасна и прецизна, која што возможи да и ние ги поставиме таргетите и целите на таков начин. Така да ево една јавна благодарност во името на Коморскиот инвестиционен форум, во името на Стопанската комора на Македонија, на напорите на Европската Унија да во тој поглед повлече напред. Дали има проблеми на тој пат? Има проблеми, ги разговаравме денеска. Тоа се групирани во 3 сегмента. Прво е протокот на стоки и услуги. Знаете дека имаме сериозен проблем со границите, одиме према интегрирано гранично управување, имаме различити системи и така натаму. Мислам дека точно се дефинирани проблемите каде се и што се, знаеме во кој правец одиме, ќе се засили активноста на тој план. Нашето барање е тие активности на заеднички на владите да продолжат. Од Копавник бизнес форум бативме барање за што побрзо одржување на заедничката седница која што не се одржа со српската влада околу прашањата на соработката и Тапановце граничниот премин. Во меѓувреме имавме бизнес делегација од Бугарија и од Албанија. Очекуваме сериозна бизнес делегација на чело со премиерот Ципрас од Грција. Второто прашање кое што предизвикува проблем, тоа е ЦЕФТА договорот, каде што имаме сериозни прекршувања и сме насочени да извршиме сериозен притисок од бизнес аспект на косовската страна да тоа прашање се елиминира, затоа што не е прво, имавме неколку такви случаи, а и размената е опадната за 8% во изминатиот период, што е лош знак. Така да потребни се и тука интервенции. И третото прашање, прашањето на корупцијата, кое што никако да се разреши. Ние не сме наивни да очекуваме дека тоа може да се направи и е така едноставно. Се работи за процес во кој што треба да дојде до подигање на нивото на животниот стандард, на окружување, создавање, на отварање по натамошен развој на демократските процеси и човековите права. Во секој случај, оние објективни оценки кои што ние ги дадовме, господин Бугар ги подржа, се следните: да таргетот на нашето действување во наредниот период биде бруто домашен производ кој што ќе барем на најниско ниво поставен на просекот на овие 6 земји од Западен Балкан со кој што е развивана оваа активност. Второто прашање е објективноста на растот
на македонскиот бруто домашен производ, дека треба да бидеме објективни со ресурсите, затоа што ние тука и во поглед на инфраструктурата и на енергетиката, па и на гасот, знаете дека сме во сериозен заостаток. Е прашање дали можеме сега да поддржиме такви стапки на раст, да обеќаваме кои што се реално неостварливи, него бар да се движиме на тој просек кој што во моментов изнесува 3,4%. Да одиме и нешто повеќе е сигурно добро, али тоа ниво би одржало една состојба за нас која што е значајна. Учеството на странските инвеститори е значаен процес во тоа. Советот на странските инвеститори функционира на оптимално ниво и се повеќе се поставува улога на една значајна алатка на соработка меѓу домашните и странските компании. Тука можеме пофални зборови да изнесеме. Она што во наредниот период треба да се очекуваат конкретни зафати кои што ќе одат во подобрување на сите интенции за функционалност на институциите, реални предпоставки на раст и развој, изголемување на регионалната соработка, која што во овој момент е некаде на 1,5 милиарда, значи околу 1,5 милиарди, да се постигне некаков раст до 2 милиарди во текот на оваа 2019 година, затоа што рековме претходно се е постигнати предпоставки за тоа. Мене ми е посебна чест и задоволство што денеска со мене тука во разговорите со Европската унија учествува и колегите од председатели, членови на управен одбор на Стопанската комора, кои доаѓаат и представуваат фирми од земјите на членки на Европската унија и можам да кажам дека се тоа наши најголеми промотори на вистинските вредности кон кои се стремиме и кон кои што се стреми Стопанската комора, која е најголема и најзначајна бизнес заедница. I would align with everything that you just said, that the way how you presented our meeting. Согласен со сето што кажавте до сега и навистина сум среќен што добив покана од председателот на Стопанската комора и од подпредседателите. Важно е да се слушне бизнисот на гласот на бизнисот, особено на Стопанската комора, која што всушност го представува гласот на 15.000 членки, кои што имаат голем удел во економијата во земјата, а исто така е многу важно и ние да слушаме, да ги слушнеме коментарите и препораките за подобро функционирање на економијата. Во рамките на овој состанок имавме многу плодотворна дискусија и многу корисна дискусија. Оно што сакам да го додадам во однос на тоа што го кажа председателот на комората е дека на крајот на денот и покрај сите дискусии ние доаѓаме до судството и до владењето на правото, поради тоа што и тие имаат влијание врз економијата. Видовме напори кои што ги прави владата, кои што ги прави парламентот, кои што ги прават другите институции за усвојување на законите и за приспособување на законодавството. Меѓутоа сега веќе е време да видиме и конкретна промена во судството. За тоа се одговорни нели идните суди и обвинители кои што работат на случаите. Странските инвеститори исто така се многу важен сегмент од економијата и тие за своето функционирање бараат безбедност, која што всушност можат да им ја понудат судовите и правосудниот систем, чии што одлуки ќе бидат засновани на законите. Странските инвеститори, нивната функција придонесуваат за развој на бруто домашниот производ и на извозот. И токму затоа затврстувањето и подобрувањето на владењето на правото во земјава е уште поважно. Исто така се ценат и напорите кои што коморите ги прават, кои што комора да ги прави во спроведувањето на проектите. Ние заедно со комората имаме неколку проекти на Европската унија кои што се поддржани со фондовите на Европската унија и ние сме партнери, со нетрпение ги чекаме и идните проекти кои што допрва ќе се спроведуваат. Комората има клучна улога и во регионалната соработка и во тој поглед би сакале да ја поздравиме улогата и работата на Стопанската комора на Македонија во однос на регионалната соработка, која што е неопходна за подобрување на соработката и на размената во регионот.
Исто така би сакале да ги поздравиме и напорите кои што ги прават повеќе комори во регионот при отстранување на пречките и проблемите кои што ќе придонесат за успешна деловна соработка.